Тука цели човечки судбини се продаваат за 500 денари или за едно пакетче хероин. Сигурно нема никој внатре сега? Не бе, не, уживај, не те снимам. Сигурно ли нема никој внатре сега? Нема, така? Добро. Да гледам да нема некој луѓе таму заради тоа. Никој нема, така? Дивите депонии и ѓубрето среде центар, тука се најмал проблем. Ова не е некоја напуштена фабрика во Чернобил, ова е во центарот, во срцето на нашиот, на мојот и на вашиот главен град. На само 200 метра од институциите кои што треба да не штитат, постои еден свет за кој што системот мисли дека не постои. Ми беше советувано дека овој Скопски Red Light District не се влегува сам или без обезбедување. Меѓутоа сакам да ви покажам тоа што институциите го молчат. Ајде да влеземе. Овој објектот по кој што сите само го одминуваме, а се наоѓа во срцето на градот. И да ви покажам како изгледа. Лажичиња кои ги користат конзументите на дрога. Скопскиот Red Light District. Просто неверојатно. Дојдо пред малце од сексуалните работнички тука, да не ги снимам и кажа дека веќе се предупредени од макроата дека има некој тука што снима. Сега не знам колку е безбедно ова се што се прави, меѓутоа морам да ви покажам. Вака изгледа објектот кој што е на 200 метри воздушна линија од македонската радиотелевизија. Објект кој што сите се преме дека не постои. Просто неверојатно е ова. Јавна тајна е дека тука доаѓаат зависници на дрога секојдневно. Сексуалните работнички се тука активни, ги знаете позади МТВ на Кеј. Овој ми се практично работните простории. Вакви објекти има навистина во сите градови, тоа сите го знаеме. Меѓутоа, во Волку централно, неверојатно е. Тука кров веќе да не постои. Видов и дека некои луѓе влегуваат. Се надевам дека ќе ги сретнам да ги прашам што точно се случува тука на ова место. Тука има шајки, не знам колку е безбедно да се влегува. Е вакво нешто не сум видел, колку што знам ова била објект кој што бил фабрика порано за повеќе работи, мислам ако не се лажам. Ми кажувале дека било и фабрика за тестенини определена фаза. Сега е една руина, каде што законот не важи. Тука законот на системот не важи. Тука се случува се пред очите на институциите, сите знаеме што се случува, меѓутоа сите молчат. И повторно ќе кажам, ова е во општина центар во срцето на градот. Неверојатно. Доле подрум некаков. Искрено не знам ни што да очекувам, ни дали го видео ќе го објавам. Меѓутоа мислам дека сите треба да видиме што се случува во срцето на нашиот град. Неверојатно.
Искрено, од сега што сум сакал да влезам, да видам што точно се случува тука, сега прв пат го правам, се надевам и последен пат. Меѓутоа сакам да апелирам до институциите дека тука мора да се воспостави некаков ред, бидејќи тука се прават премногу кршење на законот, многу декадентни појави и тоа е во центарот на градот. Морам да внимавам каде газам, има шајки многу. Погледнете. Просто неверојатно. Имате пластика тука, цигари. Очигледно тука има живот. Знаете на каков мислам. Видов и шприцеви многу и на тоа треба да внимавам да не стапнам. Катастрофа. Сите простори кај да свртите лево и десно се целосно уништени. Ова е полоши од Ранка Милановиќ. Само за среќа, тука не живеат луѓе, меѓутоа се употребува овој објект за други работи. Да видите колку е централно поставен. Не знам дали ќе го монтираме после ова видео или вака ќе го пуштим интегрално. Меѓутоа, додека излегувам полека, бидејќи тоа е, да кажам дека единствениот мотив за ова видео е да им се сврти вниманието на надлежните дека во центарот на нашите градови се случуваат работи кои што не смеат да ги толерираат. Едноставно, ова мора да се среди и да не постои во центарот на градот, бидејќи од тука поминуваат голем број и млади и средношколци и навистина е опасно да си тука. Еве за ова ви зборувам. Лажичиња, кондоми, знаете зашто е ова. Катастрофа. Ќе се симнам надоле сега, да видам и наваму што има. Ништо посебно. Бидејќи почна да се собираат овие макроата тука на девојките, подобро да се напуштам. Една ми прииде, поразговаравме, малку се плашат од снимање. Меѓутоа мислам дека пораката што сакав да ја пренесам е пренесена. Така што уште еднаш да апелираме овој Скопски Red Light District да се среди побрзо, бидејќи е катастрофа луѓе. Катастрофа. И како јавно ВЦ се користи, може да ги видите овојето како влегуваат и излегува. Многу лоша слика.